Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Слаđana Гаврилова, наставник по ликовно образование. Денес ќе зборувам за графика, ликовното подрачје, видовите и техниките во графиката за 6-то оделение. Најпрво ќе зборуваме што е графика. Графика е ликовно подрачје кое што се изучува во ликовното образование, која се разликува од другите ликовни подрачја по тоа што само во графиката може да има исто ликовно дело повеќе пати и секој да биде оригинал. Односно, една идеја се умножува или отпечатува повеќе пати. Нејзините основни изразни средства се линија, форма, густина на линија, боја, текстура и контраст. Најважни се ликовните елементи и принципи, црното и белото, односно контрастот, текстурата и линијата. Овде имам дадено пример за линорез, како се прави текстура, линија, контраст. Понатаму ќе разговараме за техниките, значи како се изработуваат. Главниот и основен елемент и принцип во графиката е балансот, значи помеѓу црното и белото, односно контрастот. Во графиката може да има и боја, но сепак акцентот не е во колоритот, туку, како во сликарството, туку се користат одделно боите, една по една, значи на матрицата ставаме една боја, отпечатуваме со таа на графичкиот лист, подоцна на истата матрица ставаме друга боја, ја чистиме да се разбира претходната боја, ставаме друга боја, а на истиот графички лист ја ставаме втората боја. Така се добива мешањето, значи не директно мешање, туку боја преку боја. За да се изработи графика или графички лист, потребно е скица на која се одбележани со темно деловите кои што треба да се режат или кои што треба да останат на графичкиот лист, матрица, тоа е плоча на која што режиме и служи за отпечатување, и графички лист, значи отпечатокот. Графички листови или отпечатоци можеме да имаме 20, 30, 100 од едно исто ликовно дело. Тоа е разликата на графиката во како ликовно подрачје од другите ликовни подрачја, цртање, сликање, скулптура. Мотивот во графиката е слободен или зависи од видот на печатот. Како тоа зависи од видот на печатот? Кога ќе ги разработиме сите видови печати, ќе видите според тежината на работа со печатот, со матрицата, се определува кој мотив да го употребиме како идеја за обработка на графички лист. Графички техники и видови. Висок печат, длабок печат, рамен печат. Оваа поделба е направена во зависност од тоа кои делови се отпечатуваат. Високиот печат се отпечатуваат издигнатите делови. Оваа техника на висок печат е обработка на плоча, односно матрица, на која што линиите и формите што сакаме да ги втиснеме на хартијата се на површината. Значи, од гора, а владнатите делови се тие што не треба да се гледаат на отпечатокот. Видови на висок печат се дрворез и линорез, има повеќе, но јас ги дадов како пример дрворез и линорез, а линорезот е тој што е потебно одбележан, затоа што во основното образование линорезот се изработува како графика и техника за подетелно учење, значи на графиката. За да се изработи линорез, потребно е скица, линолеум, тоа е плочата линолеум, која што се режи, на која што се режи скицата, потоцна се става печатарска боја специјална со ваљак, равномерно нанесена на секаде на плочата и се става белиот лист
одгора се притиска со преса или со валяк во училишните услови. Значи, ретко кое училиште има преса во своите простори. Линолеумот се е длаба со длето. Имаме различни видови на длета. Значи, тоа е држката на длетото, напред алатката со која што режиме. Имате повеќе видови за повеќе различни текстури кои што ви ги покажат претходно. Следниот вид на графика е длабок печат. Се отпечатуваат длабнатите делови. Ова техника подразбира цртежот што сакаме да го втиснеме на картата од матрицата да се врежува во плочата. При печатењето површината на плочата останува чиста и без боја, значи ја припришуваме од која ќе нанесуваме боја и се печатат само длабнатите делови. За графички подлоги на длабокиот печат користиме или матрици користиме плексиглас, цинк, алуминиум, плака. Значи, цртежот значи на матрицата се внесува механички или хемиски, без разлика нели како. Поентата е да го имате нанесено на матрицата, за да можете да го режете. Видови на длабок печат се макропис, макрорез, сува игла и калиграфија. Кога што гледате, сувата игла ја одбележав, бидејќи јас со моите ученици во нашето училиште ја обработуваме во 8 оделение на плака. Кога што правите разлика дека, како што рековме за мотивите, дека овде, за разлика од претходната на висок печат, кај што имавме цветови со широки плоштини и форми, извините, во сувата игла имаме тон, линии, густина на линии, текстури, значи многу пореален отпечаток кој што потсеќа на цртеж со молив или туш и перо. Рамен печат се отпечатува делот на плочата на кој има нанесено боја или линија. Техниката подразбира печатење на цртежот и формите преку рамна плоча. Видови се монотипија, литографија и ситопечат. За монотипија ви дадов пример со фотографии. Значи, се извинувам, на плоча керамична, стаклена, пластика, нанесуваме боја во различна форма, повеќе бои, ставаме лист, налегаме со ваljak или со притисок од раците и добиваме печаток. Монотипија значи еден печаток. Значи, следниот печаток ние можеме на истата плоча да ставиме следен лист, но тој ќе биде блед, нема да биде доволно добар за да биде целосно завршено графичко дело. Значи, од прилика вака изгледаат печатоците од монотипијата. За литографија ви дадов линк на кој што можете да прочитате и да погледнете видео за тоа како се изработува литографија, бидејќи таа има посложен процес на работа во графичко студио. И ситопечатот ви дадов преглед на самата техника преку фотографија. Матрица, ткаенина во вид на преса, значи тоа е ткаенина со мрежеста, со коцки, за да може да пропушта боја, рамка, печатарска боја, значи професионална печатарска боја, помагало кое што служи за размачкување на бојата и одола графички лист или предмет на кој што сакаме да биде отпечатен тој амблем или тој цртеж, таа скица. На крај, вид на графика е компјутерската графика, која што значи работа на компјутер и печатач. Најчесто во училиштата ние работиме во програмите Paint, Draw, лого за училиштето или за секој ученик оделно, и тоа лого го отпечатуваме
во повеќе примери со печатачи и подосна го лепеме на тетрадка, чанта и така натаму. Познати уметници кои изработуваат графика, јас одбрав тројца. Вие на Википедија можете да најдете за повеќе уметници кои што изработуваат графика. Тројца познати: Рембрандт, Дирер и Гоје. Изработуваат различни видови на графика и интересно е да се погледне на Википедија за нив и нивниот живот. За крај, што научивме? Што е графика? Што треба да содржи подготвителниот цртеж или скица за графиката? Кои ликовни елементи и принципи ги користиме во графиката? Видови и техники, представници на графиката и задача за оваа наставна содржина. Одбери еден представник од графиката. Истражи повеќе за неговата работа, какви видови графики работел, како се изработува таа графика, што друго работел, која е неговата животна приказна, и изготви борд документ со дела и текст за неговата работа. Истиот документ испрати го на твојот наставник. Се надевам, интересно беше. Се гледаме повторно во друга лекција. Гледај.